Централните градски улици и булевари во Тетово станаа речиси без ниту една крстосница. Општинските власти насекаде градат кружни текови на сообраќајот. Дали со нив се олесни протокот на возилата? Се внимавало ли на стандардите? На кои места и со какви димензии треба да се градат кружните текови? Ги прашавме надлежните, познавачите, но и граѓаните. Токму последниве имаат различни размислувања. Дали изградбата на кружните текови во Тетово придонесува за порелаксиран сообраќај или можеби требаше се остават раскрсниците? Што мислите вие? Па до негдека е, негдека не е баш. Се зависи од возачите, кој колку се снаоѓа, иначе не е лошо. Мислам дека не е лошо. Па и редно е веќе да се уреди градот, да залечи на нешто. Требаше ли некаде да се остави раскрсница? Мисли дека некаде се утна или во рете? Па негдека и би требало. На помале места би требало да се остави, например како што е на пазар, ипак фреквенција е поголема, мислам дека со семафорите би било поисправно, неголе со кружниот тек. Кружниот тек за мене е далеко подобро решение него крстосниците. Да, полесно се поминува, нема чекање и така. Добро е, моментално добро е. Зошто? Мислам, се е убаво. Што е ново, се е добро. Тоа е измислена работа, да ви кажем право, без тие кружни токови. Многу лошо беше за возење уопште. Многу лошо беше. Сега е многу подобро. Многу подобро. Да не премногу се изградија, да не можеби некаде требаше да се остави раскрсница. Па не, пошто е густ сообраќајот овде. Многу густ сообраќајот. Со кружните текови се постигнал вистинскиот ефект, смета сообраќајниот инженер Крунислав Бошњаковски. Сепак посочува дека за некои локации требало два пати да се размисли. Има и места каде што, да речем, немало потреба да се става кружни токови, меѓутоа во глобала задоволително значи нивото и се зголемен протокот на возила во глобала. Дали може да ни кажете поконкретно на кои места не достига кружен тек да се постави, а на кои места пак не требаше да има? Па сега дали не достига, па не знам се точно на која крстосница, меѓутоа еве имаше на кај Веро крстницата, таа до некаде и оправдано е тука да се постави кружен тек, пошто имаше зголемен проток на возила, што доаѓаат возилата што влегуваат во градот од страна на автопатот од Скопје. И тука кај пазарот е малку сега како тесно грло погоре таа крстосница. Тука дали би требало или не, сепак тоа треба да се извршат одредени пресметки за да се утврди дали е потребно или не е потребно да има кружен тек. Има ли кружни текови изградени, тоест поставени знаци за кружен тек, а не ги исполнува условите тоа место? Па има, мислам дека беше кај камениот мост кај близу до болницата, значи тоа е дали тоа секако мислам дека не исполнува тука услови за да има кружен тек и не е ни изведено како што би требало да биде за да изведе еден кружен тек. Дали веќе возачите се прилагодија на овие кружни текови или се уште не знаат точно како да се однесуваат на кружен тек? Имаме ли и такви возачи? Па има постарите, нарочито например сега е за нив ова нешто како поново да речем, меѓутоа за новите кандидати кај нас во автошколата, значи при теоретската настава, значи се обрнува големо внимание на овие кружни токови. Така да дали со примери од други градови или со слики од нашиве градови на некои кружни токови се обрнува внимание и новите кандидати се повеќе значи ги разбираат, односно како треба да се понашаат во кружен тек, значи да се почитува сигнализацијата за да не дојде до несакани дејства, до незгоди. Бројот на несреќи кои се случиле токму на овие кружни текови годинава се намалил во споредба со лани, пресметале во Тетовската сообраќајна полиција. Помошник командирот Дарко Блажевски вели дека при нивната изградба треба да се внимава на одредени стандарди. Колку е поголем кружниот тек, толку полесно се минува низ него. Кружните текови како опција значи за регулирање на крстосница има позитивни и негативни страни, со тоа што позитивните страни се најмногу со тоа што се зголемува безбедноста во сообраќајот, затоа што возилата се принудени да намалат брзината на движење и со поголемо внимание значи да се вклучат, односно да ја поминат таа крстосница. Потоа значи во кружниот тек имаме константно движење, нема застој, со тоа што се заштедува значи гориво, кој што директно влијае врз екологијата, односно заштитата на животната средина. Можам да кажам слободно дека граѓаните во Тетово, односно возачите, за сега добро се снаоѓаат, а тоа го кажува и податокот што во септември во 2011 година, баш на овие крстосници каде што се изградени кружни текови,
Значи лани имавме 7 сообраќајни незгоди, од кои што 6 со материјална штета, 7 со лесни телесни повреди, а годинава, значи минатиот септември, имаше само една сообраќајна незгода и тоа со материјална штета. Локалните власти најавуваат дека ќе продолжат со овој тренд. Огромен кружен тек за неколку месеци треба да биде готов веднаш до градскиот плоштад. Нормално дека општина Тетово се консултирал со стручни лица и со експерти како ќе се изградат кружните тегови во градот Тетово. Сега во моментов се работи интензивно во центарот во Тетово со најголемиот кружен тек и се надеваме дека во најможен краток период ќе се заврши тој кружен тек и после ќе продолжуваме со работа со последниот кружен тек кој е меѓу раскрсницата Илирија и Благоја Тоска. Но вистинските ефекти од оваа сообраќајна опција ќе се почувствуваат дури следното лето. Тогаш доаѓаат гастарбајтерите, со кои бројот на возила значително се зголемува, а со тоа и метежот по улиците.